Под површината на Охридското езеро, во близина на брегот на Поградец, со децении лежал заборавен светок на Втората светска војна. Валкумина знаеле дека под мирните води се кријат остатоци од воен авион стар повеќе од 80 години. Иако локалното население со години раскажувало приказни за потонат германски авион, вистината никогаш не била целосно потврдена се до мај 2015 година. Во рамки на големиот меѓународен проект за пренуркување на Охридското езеро, предводен од македонскиот нуркачки инструктор Милутин Секуловски, нуркачки тим успел официјално да ги лоцира и видео документира остатоците на леталото. Она што го откриле под водата било сосема поразлично од локалните предпоставки. Не станувало збор за германски авион. Според анализата на конструкцијата, моторот и специфичните делови пронајдени на дното, нуркачите утврдиле дека остатоците најверојатно припаѓаат на британското кралско воено воздухопловство РАФ. Авионот потекнува од периодот на Втората светска војна, кога Балканот бил сцена на интензивни воздушни операции. Во тоа време, британските сили често изведувале мисии на територијата на окупирана Македонија и Албанија, напаѓајќи германски и италијански позиции. Но една од тие мисии никогаш не завршила. Дали авионот бил погоден од противоздушна одбрана или пилотот се обидел принудно да слета на езерската површина поради некој дефект. Точниот одговор и денес останува мистерија. Од авионот не останал ниту целиот труп. Силниот удар во водата, заедно со децениите поминати на дното на езерото, го распарчу леталото на повеќе делови, но и покрај тоа, остатоците и денес лежат под водата, речиси заборавени од јавноста, и можеби токму тука започнува новото прашање. Што ако оваа заборавена приказна повторно оживее? Што ако еден ден Охридското езеро добие подводна атракција што ќе ја поврзи историјата со модерниот туризам? Приказната за авион и Охридското езеро не завршува со остатоците од Втората светска војна. На брегот на Студенчишкиот канал во Охрид со години стои трупот на еден поранешен воен лазен авион. Речиси заборавен од сите, Валкумина знаат дека овој авион требало да добие сосема поинаква димензија. Авионот потекнува од депоата на поранешна JNA, а подоцна бил превземен армијата на Република Македонија. Бил отстапен на охридските нуркачи со една необична идеја да биде потопен во Охридското езеро како подводна атракција. Според изгледот станува збор за американскиот борбен авион F-86 Sabre, произведуван од компанијата North American во 1950-тите години. Во светот биле произведени речиси 9000 вакви авиони, а дел од нив подоцна завршиле и во военото воздухопловство на Југославија. Планот бил авионот целосно еколошки да се исчисти и внимателно да се потопи на одредена локација во Охридското езеро, се разбира на македонска страна, но проектот никогаш не бил реализиран. Идејата останала заборавена. Во многу држави низ светот, потопени авиони, бродови и воени објекти денес представуваат огромни туристички атракции за нуркачи. Во Турција намерно бил потопен патнички Боинг за да се создаде подводен музеј и нов туристички центар. Таквите локации денес привлекуваат илјадници нуркачи, туристи, фотографи и авантуристи од целиот свет. Нуркачкиот туризам е индустрија која генерира милиони евра годишно. А Охридското езеро веќе ги има сите предуслови: кристално чиста вода, уникатна историја и приказни што се уште лежат под површината. Можеби токму еден заборавен авион може повторно да стане дел од мината на Охрид, не како оружје, туку како символ, место каде историјата повторно оживува. И токму таму се среќаваат минатото и можноста.